А продолжуваме во утринската тема со нашата утринска тема, која што споменав е особено важна. И ако кажам дали само во последниот временски период, можеби ќе сгрешам, но факт е дека фокусот треба да го ставиме на оваа тема, да одговориме на важни прашања кои што се директно поврзани со образованието, со нашите деца, односно со учениците и оној однос кој што постои помеѓу родителот, наставникот и детето. Денеска се наоѓаме пред малку поголеми предизвици и прашањето е дали наставникот се уште го има авторитетот во училницата. Образованието под притисок од почет кон наставник до конфликт со родители и можеби најважното прашање или едно од нашите најважни теми во контекст на ова, кој го води образованието денес? Дали се тоа наставниците, дали се родителите или системот? Доста важни теми и голем број прашања кои верувам ќе ги одговориме и несомнено соодветно со нашата денешна гостинка, почитуваната Наде Молеровиќ, која што е, ете, нашите гледачи веќе знаат, но веќе потсетам да бидам нели професионална и целосна, поранешен професор или професорка по историја и директор на училиштето, основното училиште Гоце Делчев. Наде, добро утро и добро дојдовте во утринска тема. Добро утро и добро ве најдов, баш ми е драго што сум гостинка. И мене исто, заради тоа што некако имав на ум да се позборувам малку повеќе на оваа тема, заради последните случувања кои што ете можеа да стигнат и до македонската јавност, дали преку социјални мрежи, дали преку разговори, информации кои што ни пристигнуваат од пријателите, па и од наставниците, па и од родителите. И некако се почесто сме сведоци на ситуации каде што доаѓа до меѓусебен конфликт, дали ќе биде тоа вербален, па дури во последниот пример и физички конфликт, што е прилично жалосно или жалосна слика за нашата држава и за тоа до каде стигнавме со овој однос, односно што е тоа што го даваме како пример на нашите деца и на учениците. Па верувам како жена, како професорка, како личност едно големо искуство позади себе, жена која што се уште говори за тоа јавно, гласно и на социјалните мрежи, може и е достапно тоа за сите оние кои што ве следат, верувам ќе го кажете вашиот впечаток и од досегашната работа, но и од она која што го гледате денес. Па да, навистина ова е мојата постановила ми омилена тема, е мојата страст и мојот живот, мојата кариера со која што сум се занимавала навистина со голема љубов и директно сум била вклучена во секојдневниот живот, што значи не само настава, него вистински живење во училиште, каква институција е училиштето и од секогаш ме водела таа идеја дека во тоа училиште што некогаш е имало функција да само да едуцира, денеска треба да создави, да креира среќни деца. Мене ми била тоа најголемата желба, сум се залагала за тоа преку моите колеги, преку она што како лично искуство сум го имала, сум забележала дека само среќни деца учат, само среќни родители создаваат среќни деца, само среќни наставници едуцираат и се на некој начин будители на децата, а не се само некој кој што пренесува информации. Ова што сега го соопштивте и она е нашето секојдневие, за кое што јас велам дека нас ни треба една голема револуција на свеста и револуција во образованието, во кое што мислам дека сите ние кои што сме активно вклучени, дали сме како родители, дали како наставници, дали некој кој што менаџира училиште, е многу битно да почнеме да се преиспитуваме себе си. Ако досега не сме се преиспитували, а очигледно не се преиспитуваме како се однесуваме, што зборуваме и дали тоа што се однесуваме и зборуваме влие на децата кои што се во нашата непосредна околина, дали растат или посетуваат се во нашите училници. Она што би можела да го кажаме, се додека во фокусот, погрешен, за жал, ни се само оценките, само успехот, само дали бил немирен или немирно денеска детето, се дотогаш ние не го вклучуваме фокусот како детето учи, зошто не учи, него што го мотивира да учи, како да дојде да создава резултати. И она што може би за родителите е најважното прашање, дали сакам да создавам деца кои што ќе бидат носители на дипломи или ќе создавам човек со карактер. И ако и наставникот се праша истото, дали сум јас само наставник кој што пренесува суви информации и дали знам да го затворам учебникот и да почнуваме да зборуваме за животот, за детските души кои што се допрени од
невниманието, неизборот на зборови, од начинот на однесување, ова сега што рековте, физичката агресија која што ја покажуваат и родители, меѓутоа имате би и наставници кои истото тоа го прават. Да. Значи, како после ваквите однесувања, дали тој родител во моментот, не знам, мислам слушнав од вас, меѓутоа сакам чисто како, дали тој родител во моментот на таквата агресија имал момент да застане и да рече чекај, стоп, што е тоа што мене ме предизвикува на акција и дали треба да реагирам или треба да размислам. Тоа е совест. А се додека реагираме како, што би рекле ние, одбрамбено, да бидеме адвокат на собственото дете, да го одбраниме од наставникот, или па наставникот чека да се одбранам од родителот, бидејќи тој доаѓа само кога има проблеми во училиштето, нели? Да. Обично за тоа се повикува најчесто. Не за да се разговара. Ајде да разговараме денеска за детето, ама сите, и родителот, и наставникот, и детето. Зошто се водат разговори на родителски состаноци? Само меѓу родители и наставници. Што кажува тоа? Детето што вели? Па тие разговараат таму за мене, без мене. Кој сум јас? Никој не го поставил тоа прашање. Кои се вие деца? Дали сте само бројки во дневникот? Дали е само оценката? Или дали е тоа душа човечка која што треба да негува и да расте во себе карактерни особини кои што ќе му овозможат на вистина да светне како човек на оваа планета. Да. И тоа е едно свесно размислување кога зборуваме во таа насока, нешто кое што апсолутно ни недостасува. Впрочем, тоа го кажуваат и ситуациите и состојбата во која што се наоѓаме, но како ако ние не размислуваме свесно како возрастни луѓе, зборувам и самите родители, значи и наставниците, и сите оние кои што се вклучени во тој образовен процес и го имаат контактот со децата, како понатаму би го пренеле тоа на нашите деца, што значи дека ние сме тие кои што треба да бидат нивниот пример. Да, дали сме ние добриот пример, тоа е првото прашање. Што секој родител прво треба да си го постави. Значи, секој родител всушност природно е да си го постави прашањето за себе, дали сум јас добар родител? Дали јас со моето однесување покажувам какво дете сакам да воспитам, односно дека детето од најмалата возраст е постојано каже тоа е наука. Тоа не е филозофија само, него тука навистина е наука, дека искуствата, низ традициите, низ историјата покажуваат дека децата не мора да ве слушаат кои зборови ќе ги кажете. Да, тие допираат многу, меѓутоа додека е мало, највеќе тоа гледа како вие се однесувате. Вашите емоции ги чита. Дали сте срекни, несрекни, стресни, задоволни, незадоволни, денеска времето, нели како сте го поминале, тој сето тоа го впива. И знаете, секое ваше однесување на незадоволство, затоа што имаме милион причини поради кои што нели светот е ваков и таков околината, нели се сме ние во едно хаотично преживување, бидејќи постојано ни се менувале правила на однесување, па системи, па економија, па политики, и ние како нација овде, зборам можеби и на балконот повеќе, ние сме во едно такво хаотично преживување. И што мислите? Како ние тоа им изгледаме на децата? Конфузни. А родителите фактички како нели со своето однесување, со својот начин на комуникација или некомуникација, што за жал нели постои, се отсутни, а децата бараат да бидат родителите тука да ги гледаат, само дека се присутни за да се чувствуваат безбедни. И знаете како, тие буквално ние ги оставаме да бидат збунети, и затоа всушност и имаме такви нели извештаи дека живееме во едно општество каде што имаме и несрекни деца. Децата велат дека во училиште се чувствуваат убаво. Меѓутоа, знаете како, тоа е многу мал дел од деца кои што се чувствуваат среќно. Има многу кои што се чувствуваат осамено. И мислам дека тоа што ние како родители го правиме, треба да бидеме свесни дека тоа што ние правиме ќе го прави исто и нашето дете. Значи, тоа е огледалото. И ако некои нешта почнуваат да не загрижуваат, не да по секоја цена да одам во училиште и да го бранам детето, затоа што ние така фактички функционираме денеска, нели? Секој секого нешто за нешто брани. Ние не умееме да комуницираме. Јас бидејќи често сум надвор и престојувам долго време надвор. Единствената, она крупна работа која што ја заклучувам, не сега, меѓутоа и претходно,
Ние не знаеме, не умееме, не обучиле, ниту дома, ниту на училиште, како да вербализираме, како да се изразуваме и да зборуваме и за себе како се чувствуваме. Што ми е мене денес, зошто сум ја среќна денес, зошто сум ја задоволна, зошто не сум била задоволна и да го споделам тоа. И знаете, тоа такво едно зборување јавно кај нас е тоа како забрането да се зборува затоа што имаме такви предрасуди од минатите генерации, тоа не затоа што не сакале, туку затоа што не умееле. И ние тоа, знаете како го пренесуваме со генерациите, на некој начин да ги промениме нештата, дека децата треба да ги следиме, да ги прашуваме, да размислуваме дека тоа што ние го правиме, ќе го прават и тие во иднина. Ако ни е важна нивната среќа, тогаш ние ќе им покажеме како треба да изгледа среќа. Ако треба да не се согласи со нешто, а не треба да се согласи со се, и во училиште, и на наставникот. Јас моите деца така сум ги учела. Ако денеска наставничката те повреди, за жал, имаме и многу наставници кои што комуникацијата исто не ја прилагодиле за тие 30 деца во училница. Затоа што си доаѓаат само, знаете, она што викаме несвесно, си одам на работа, си земам плата, ова да пополнам со администрацијата, дневникот, да си одам дома, што ми е гајле повеќе. А кога ќе си го поставиш прашањето сам на себе како наставник, чекај бе, денес бев 7 часа во училиште. Дали јас денеска на некое дете му бев некаков светилник, нешто му кажав убаво, го пофалив, му кажав дека некои работи ги направи убаво. Не е дека секогаш мораме да критикуваме. Ние, не умејќи да си се изразуваме, а мислам дека најголемиот проблем не е она его што го имаме сите во себе, знаете, оној бранител психолошки, тоа вела дека тој не е психолошкиот бранител кој што не брани од се, од страна, затоа што така функционира нашиот ум. Ние не треба да бидеме загрозени од нешто, него мора цело време да се браниме. И тој гледа наставникот, ако му дојде родителот, да почне ако почне родителот да го навредува наставникот заради неговото однесување оправдано или неоправдано, и знаете, тој веќе што има еден нагон да почне да се брани. Самиот се брани. Наставникот си вика: "Леле, сега ќе ми дојде родител, сега морам да се избранам. Зошто се избранам? Па за да не помисли дека јас сум лош наставник, дека јас не работам лошо." А па родителот па што вели? "Леле, па ми рече наставникот дека моето дете денеска добило двојка. Леле, па сите ќе помислат дека јас сум лош родител." И знаете, тие чувства, тоа его, фактички е затворот што ние во суштина сме го затворили и го затвараме умот на детето. И тоа ќе расте во истите овие програми и сите ние како наставници, доктори, директори, политичари, во суштина си живееме во своето его и си го браниме затоа што е болно да си признаеме дека некаде грешиме. Да. Впрочем, ние сме сведоци на голем број, ајде да речеме, примери на личности во светот, кои што токму така од мали нозе се учени само да постигнуваат успеси и тоа да биде нивната главна и примарна цел, при тоа занемарувајќи ги чувствата, кои до ден денес јавно зборуваат колку тоа фрустрирачки делува на нив и покрај сета слава и богатство кое што го имаат, тие длабоко во себе се чувствуваат и до ден денес на возрастни години несрекни, што повеќе укажува тоа дека навистина имаме такви примери и тоа е докажано дека тоа се случува. И ние покрај сите податоци во денешно време и сето оно кое што е достапно, не можеме да се освестиме на вистински начин во која насока тераме. И што е најжално е да речеме, ако работите од минатото па низ годините нанапред треба да се менуваат на подобро, може многумина ќе рече дека и не е баш така. Факт е дека живееме во време исполнето со предизвици, особено младите, со се што им е пред очи, да речеме во односи на дигиталниот свет во кој што живеат, со сите содржини кои што им се достапни, начинот на комуникација со врсниците и така натака. Тоа е особено дополнителен притисок за родителите, но често знаеме да речеме и во мое време не беше вака. Еве јас ќе кажам, вие повозрасни од мене сигурно и вие ќе кажете, и во време на работното искуство ваше, но и во време кога вие сте биле ученичка или со родителите. Немаше таква комуникација родител-наставник. Впрочем, немаше ни толку честа комуникација, секојдневно известување, па не знам кој на кого што кажал, па зошто кажал, па сега ќе навигуваме во целата таа дискусија и ќе ги оправаме работите.
губење на време, веројатно на нерви и исто така тоа дополнително зголемување на притисокот кој што повторно се враќа на родителите. Фрустрацијата повторно се враќа на родителите и упорно се тие под притисок, што да речеме не се малку останатите притисоци кои што ги имаме во денешниот начин на живот. Сметате ли дека тоа може би една од причините, која што не е една, тука се многу, но една од причините зошто тоа ни се случува и зошто го имаме како реалност во денешно време? Мислам дека најголемиот проблем го имаме заради тоа што не комуницираме убаво, на што реков преска. Ние не се разбираме. Ако некое дете, нормално дека наставникот ќе се огледа дека има некаква потешкотија при совладувањето на наставата. Ако наставникот смета дека све тоа е грешка, знаете, цело време, тоа автоматски дете ќе се плаши да понатаму усвојува некакво знаење. Родителот исто така се плаши детево да не сгреши за да не успее. Зошто? Затоа што тој си ја замислил визијата дека детето треба да биде успешно и треба да биде некој нешто, затоа што околината сака да имаме и да бидат успешни, само успех по секоја цена. Она што и на почетокот го кажавте, Ивана, да, емоционално не сме писмени. Не учеле луѓето за емоционалната писменост. Тоа дека не треба да се срамиме од сопствените емоции, и дека сум била навредена, и дека сум била тажна, и дека некој ме изнервирал. Меѓутоа сето тоа треба да се најде начинот на кој што ќе треба да се разговара. Притисокот денеска е поголем заради тоа што исто на вистина не постои комуникацијата. Иако имаме технологијата која што треба да ни биде предност. Например, претпоставувам вие како родител денеска, нели исто така, ако треба било што да се добие, вие добивате инстантна само информација што е на Viber, на сите тие платформи. Меѓутоа, дали е темелна таа комуникација? Дали е таа продлабочена? Дали се прашува или се зборува за детето во смисол дека како ти, зошто ти не постигнуваш, што те мачи тебе, како ти се чувствуваш денес, дали беше среќен денес, што не те прави среќен денес. И кога наставникот, она што реков претходно, ќе почне самиот да се прашува за својата улога, родителот да се прашува за својата улога, дали сум јас добар родител, дали јас можеби претерувам, ама тоа е тој момент на свесност за која што зборувам дека таа е многу тешко да се достигне, ама се достигнува ако се сака некое нешто да се промени, да не реагираме спонтано од оној преживувачки мозок, кој што е само храна, јадење, спиење, лежење, не знам што друго, а да одиме малку, користиме разумот, да логично размислуваме и да ги бараме одговорите, да бараме решение, а не да бараме виновници. Притисокот е затоа што ние денеска се бараме виновници. Во смисол, наставниците си бараат виновници заради неуспешноста, поради родителот, поради детето. Родителот си вика не сум успешен поради наставникот, поради школото, поради системот, поради ова, поради ова. Детето исто ќе рече, па што кога моите се расправаат со наставникот, па види како они се расправаат, па значи па можам и ја утре така. Значи видите со викање ние можеме се да си постигнеме. Знаете, тоа се пренесува и тоа си оди како бер и тоа ние го имаме. Гледате, сите викаме, а не се слушаме. Значи, поентата е што не се слушаме. И не е само ова да ги кажуваме, јас тоа цело време така си размислувам, Ивана, ние сите зборуваме. Ама дали кога зборуваме, вистински се вклучуваме, чекај што значат овие зборови? Или сакаме да реагираме. Затоа што ние само реагираме. Дали сте забележали дека за се реагира? Во смисол, се случило ова сите, да ќе реагирам. Нешто сум напишала на фејсбук, некој одма реагира. Абе, не ми реагирај. Тоа е мојот став. Јас размислувам така, никого не напаѓам. Меѓутоа, ако вие се наоѓате по години, вие нормално дека ќе реагирате. Значи, комуникацијата е број 1 во особено во 21. век и покрај сите овие технологии, ако немате длабока комуникација, ако немате чувство дека некое дете денеска е присутно тука. Знаете, не се 30 деца само бројка во дневник. Абе, очите да му ги видам денес. И во очите ќе видам дали е тажно, среќено, задоволно, нешто има страв, па ќе излезам, па ќе разговарам. Ние се уште имаме таа култура пред цело оделение да зборуваме за едно дете. А излези на табла, па види на што личиш, па как, па знаете, уште од одма го убивате детето во поимот. И сега сакаме ние од такво дете, кој што така е третирано и дома, и во училиште, и вие барате некој да ви биде лидер утре да ве води, кој што цело време бил на ваков и се кога ќе дојде и кога ќе дојде некој на било каква моќна позиција како моќ, дали е наставник, дали било што, тој ќе
ќе го искористи сето тоа, за да си ја покаже својата големина на некој различен начин. Така да, многу сме одговорни. Се ова што ни се случува, системот нас не може да не смени. Ние можеме да го смениме системот поединечно, затоа што реформи на хартија ништо не менуваат. Се додека не, што велам јас, да видиме, зашто знаете што, Ивана, децата сакат кога одат во училиште да ја знаат целта зашто одат. Тие одат зашто им е досадно. Па ние знаете што сме им направиле децата денес? Родителите ги воспитуваат како во времето од 60-тите години. Гледате го парадоксот. Ви давам слика зашто не е ситуацијата ваква. Родителите воспитуваат од времето на 60-тите години, така? Наставниците денес, кога си одат на училиште, си гледаат да си ја завршат својата работа административната. Секоја чест имате вие исклучително посветени колеги кои што работат со љубов и тоа се забележува и децата го забележуваат и го учат сето тоа. И сега имате деца кои што живеат во иднината. Тоа значи како знаете како ние сме им дале Тесла да возат, сме им дале Фичо каросерија и мапи од 50-тите години. И го разбирате кој ни е парадоксот во образование? Каде ќе одиме ние така? Нема да стасаме. Се додека не почне секој дече, јас како наставник, мојата обврска е та, без емоции, ова ми е дете на пријателка, ова ми е на овој, ова ми е на она. Професионално пред себе да видам дали овие деца денес ќе им бидам јас будилник или ќе ги осакатам со мојот начин на незаинтересираност. Ми е гајле што се случува, да ми помине денот. Родителот и тој трча по работа, не што се му се случува. Гледа па детето да го постигне се она што он не можел да го постигне. Ако детето не успел, мисли он дека е неуспешен. Сите си ги сваќаат работите лично, дека они помалку егата. И тие ега во училиште на наставникот, на родителот, ја уништуваат иднината на нашите деца. И повторно се враќаме на свесноста и оно кое што го рековте, добро, можеби полесно ќе беше ако речеме дека системот може да не смени, но тука е многу потешко кога треба секој од нас индивидуално да навлезе во суштината, првенствено во себе и да се одговори веројатно на многу прашања, а понатаму да ја превземе одговорноста, бидејќи ова кое што го зборувавте е едната страна, како можеме да го, да речеме, добро се изразивте, да го остакатиме или да го минимализираме потенцијалот на едно дете, кој што понатаму треба да биде во прогрес. А од друга страна пак тој заштитнички начин на однесување од страна на родителот, кога станува збор за конфликт со наставниците, што е впрочем нашата тема, а пак на друг начин влијае врз детето, тоа би значило дека му се дава сама сила и храброст, дури и несвесно, бидејќи децата не го разбираат тоа така веднаш, дека може така да се однесуваат понатаму, што го гледаме и на дело веќе во одделенијата и однесувањето кон наставниците, па и понатаму во животот, нели? Дека секогаш ќе има некој кој што заштитнички ќе стои позади тоа. Тоа е лошата услуга што му се прави на детето, суштина, знаете, преголемата заштита, знаете, има еден мудрец многу вака убаво вели, кој сте вие да му го кроите животот на вашето дете? Да. Детето вика произлегло од вас, ама не сте тоа вие, тоа не е вашата собственост. Значи, тие сметаат дека нашата улога како родители и нормално постои како наставници да го надограда сето тоа, ама ако се во соработка со наставникот. Кога би почнале заеднички, кога се запишува детето во одделение, цело време тоа сум го зборила, мора наставничка да се запознае со родителот, за да види кои му се добрите страни на детето, во што детето е многу добро, за да внимава и понатаму да ги развива тие афинитети. Значи, тука мора да постои разговор. Тука сега немате вие разговор меѓу родител и наставник, да разговара околу, слушај, како моето дете се однесува во друштво, во содругарчињата. Сте забележали ли, наставнички, дека моето дете може би повредува некого? Наставнички, дали сте забележали како моето дете се однесува низ ходниците? Значи, ако тој свесно бара од наставникот такви одговори, за да тој може да го тоа моделира дома кога ќе отиде, тоа е веќе позитивниот контакт. Ме разбирате? На таков начин се градат. Сега кој тоа треба да го води? Јас секогаш оној кој што е посвесен, кој што рековме што е свесност, да направиш пауза, значи свесноста е точно тоа. Да направиш пауза, ако мене денеска ме нервира тој што вози пред мене и вози 20, а треба да вози 50, да бидам ја, да направам пауза,
Ако мене тоа ме провоцира да се изнервирам, да застанем, да решам, чекај, па може би овој човек што вози 20, може би има некаков проблем денеска, може би нешто му се случило утрово катастрофично, па тој не може да се концентрира на патот. Ме разбирате, значи јас почнувам да влегувам и да размислувам за тоа и да не реагирам. Тоа е свесност, да застанам, да просченам и да реагирам. Така тоа треба и наставникот да го направи, така тоа треба да го направи и родителот. Кога детето, знаете како испаѓа тоа родител, наставник, дете како една нели како ни триаголник или едно столче на 3 нози, се замислете двете да му се скратени, на што ќе стои столчето? Каде ќе биде ученикот? Не, тоа е само нем посматра, тоа е субјектот за кој што се разговара, ама тој не е присутен таму. Никој него не го прашува. Зошто не го прашува? Зашто не се свесни за својата улога која што има. И како родители, дали сте презаштитувани, затоа што ја пишувам толку многу и ме критикуваат, па зошто само ова го пишувате, па затоа што презаштитувањето значи дека вие на детето кога ги работите се по негово име и кога одите да се карате со наставничката, особено пред детето, вие знаете која порака му ја праќате, му викате: не се секире, сине, мама све ова ќе среди овдека. Ти не се секире. И тој кога ќе расте во живот, ќе чека мама да му дојде со шефот, кој ќе му рече не си ја завршил работата, ќе оди мама со шефот да се кара во фирмата. Значи, децата не бараат премногу, прави тоа, не прави тоа, вака, така. Не. Ќе го следиме ние. Тука сме, он треба да знае дека сме ние тука присутни. Дека има каде да се потпре, дека ние сме му грбо, дека ние сме му ветеро, дека ние сме тие кои што и ако добил единица, ќе му речеш: па голема работа бе, сине, па што ако доби единица, па јас те сакам и со единица, ајде да видиме што треба да направиме. Ама прашањата, Ивана, многу се важни прашањата што ќе ги поставиме. Да бараме кои прашања ќе ги поставиме каде што детето ќе ни се открие и ќе разговарајќи слободно ќе си каже: да, денеска ме повредија, ми кажа тоа, се чувствував така, ти го удри, го навреди, немој така, вака, ајде да видиме како да го подобриме. Кога ги бараме заеднички решенијата, се доаѓа полесно. И во контактот со наставникот, со родителот, и детето задолжително присутно. Единствено, кога имате работи кои што не морате да ги кажете на детето, вие ќе ги разговарате со наставничка. Тука е авторитетот и на родителот, и на детето, каде што со взаемно разбирање ти ја почитувам професијата, не може родителот на наставникот да му го изгради авторитет. Тој самиот мора да го гради. Како? Преку својот став, преку своите вредности што ги покажува, начинот на кој што комуницира. Децата тоа го препознаваат. Они веднаш знаат кој наставник е авторитетен во смисол кого да почитувам. И од тој наставник највеќе ќе учи. Детето нема да учи од некој што го навредил, што му рекол: ти си за никаде, не те бидува тебе. Да. И тој нема да сака да, или па ако го изнала она што реков јавно пред 30 деца кои ќе почнат да го карактеризира, или етикетираме ние најчесто така: види како си, па што ти оваа фризура, па што си. Мислам, знаете, со такви малограѓански коментари и потоа вие сакате тоа дете да биде свое, да има само доверба, утре да стане граѓанин, па да застане. Не, тој ќе биде климач со глава, тој само ќе биде послушен, за да не го навреди родителот, за да не го навреди наставникот. И ние сме направиле такви послушници кои што не се свесни за собствената моќ што имаат, какви личности може да бидат. Да. Тоа е нашата грешка што ја правиме како возрастни. И олицетворение кое што сега го гледаме вака. Се, тоа е наше, децата не се криви, апсолутно. Тоа е она се што ние го правиме. Се да се каже, се да се збори, се да се вика, без размислување што ова моје однесување ќе придонесе за однесувањето и погледот и ставот, карактерот, каков карактер ќе изгледам јас кај своето дете. Истото го има и наставникот. Истото. Не да предавам само од книга, затоа што се предава за живот. Децата го имаат Google, YouTube, iPhone. Значи, многу подобри наставници се од денешните наставници. Милион пати. Во поглед на се. Ама она што им недостасува е комуникацијата. Погледот во очите, разговорот, како си ти денес. И да го разбере, ако не напишал домашно, да не му вика зошто не си, мрзелив си, баков си. Знаете, тоа е тој реактивен ум кој што не му дава простор на овој разумскиот мозок да размислува. Знаете, тоа е тоа што треба да го учиме. Емоционалната писменост, интелигенцијата. И она што исто, мислам, сега јас многу работи можеби сакам да кажам за кратко време. И широка темата. Да, уште ова многу сакам да го кажам. Тоа можеби ќе биде и клучот, заклучокот мој што сакам да го кажам овде, Ивана. Се додека и како родител, и како наставник, или како било каков професионалец, не почнеме да размислуваме
како размислуваме. Зошто вака размислуваме? Тоа е највисокиот Да ги степен. набедуваме нашите мисли. Да, тоа е највисокиот степен на интелигенција на еден човек. Кога ќе почне да размислува зошто вака размислувам. Зошто денеска се однесува вака. Зошто беа денеска на постот на Наде и напишав дека да или не на мене или на некој друг. Да се преиспитам дали може би мене нешто ме боли. Па немам каде да кажам, ќе кажам вака, ако окей, во рете, ама да се преиспитам. Значи, начинот на кој што размислување да го преиспитуваме секогаш. Од тука почнува свесноста. И тука нема реактивен ум или умот на преживувач. Знаете, кога се преживувале во времето, кога постоеле луѓето со животинските само нагони да денеска да избега од лавот, да избегам да најдам храна. Добро, немале зошто и тоа било инстинктивно, тоа е. Па мајве, ние Ама денеска го правиме зошто истото. го правиме тоа? Истото се прави денес. Наместо да е стравот од лавот, стравот е што ако денеска отидам и наставничката ми каже дека моето дете добило единица. И тоа е, си го зима родителот толку лично, Да. како да е тоа негов неуспех. И затоа родителите се однесуваат така. Затоа што во своето главче сите ние имаме еден простор кај што ни е тој софтвер, тие програмите, знаете, кои што си ги носиме како деца и како ученици. Ако ми се случило нешто непријатно или некој ме повредил наставник, не сигурно не поставам, ама јас сум си го поставувала прашањето. Да. Ја нема да бидам како наставничката што ми рече дека од мене нема да биде наставник. Па еве бидов наставник, бев и добар наставник. Сакам да кажам дека јас сум рекла, мене се што ме допирало како наставник, јас сум гледала тоа да не го правам на моите ученици. И имам толку многу ученици кои што можат се тоа да го потврдат дека тоа навистина било така. Ама и кога сум родила со моите деца кога биле мали како родител, истото сум го викала. Што мене ми пречело кај моите родители? Покрај тоа што го направиле од мене навистина прекрасен човек со сите вредности убави за кои што навистина сум ми благодарна, меѓутоа имало нешто што не ми се допаѓало. Ама тоа не ми било на мене да им се лутам и да не сум рекла тие толку знаеле, направиле најдобро. Ама јас не повторувам тоа што мене не ми се допаѓа. И знаете тоа доаѓа така. Чекај, ова ми пречи, нема да го правам. Вака се однесувам, нема да правам. И кога децата на таков начин ќе не наблюдуваат како ние се однесуваме, и како родители, и како наставници, ние им даваме идеална шанса да тие процветаат. Вака не им даваме од нашите капги и расправи кој е во право. Затоа што кај нас денес позициите сте само кој е во право, затоа што тој примитивниот мозок на преживување. Да се изборам дека јас сум во право. Оној повисокиот, свесниот ум вели, чекај да размислам, можеби тој имаше право, може да ја не бе во право. Ама ако имаш ширина, кога ја не бе во право, да си погледам и да речем, да бе, па не бе во право. Да бе, па ја не знам све. И знаете, кога тоа ќе ви биде баш едноставно, не го зимате лично, вие сте слободни. Овие што имаат и его и што нели мислат дека се знаат, тие се полни со себе, живеат во својот затвор. Во умот им е затвор. И работите се повторуваат. И се повторуваат. Ние гледате колку генерации идеме ние. И ова е се истото, ние не одиме на подобро, туку идеме на се по. Нели сме еден од најнесреќните народи во Европа, така ли е? Па од што тоа произлегува? Зошто сме несреќни? Дали менуваме тоа што не прави несреќни? Дали ние се обидуваме, ние ние се чекаме некој да ај наставникот ќе почне, ај родителот ќе почне, ај системот, не знам кој ќе ме смени, нема да ме смени никој. Додека самите ние не си го поставиме тоа прашање. Дали јас како човек во моево општество правам тоа што најдобро знам да го правам, без да ги повредувам другите, да ги понижувам, туку да респектирам и да ги разберам зошто размислуваат и се однесуваат така како што се однесуваат. Тоа е ставот и на родителите кога одат во училиште, да разбере наставничката, дека и таа си е човек кој што има свој живот, си има свои фрустрации, нели си има свои програми, си има свој начин на размислување, дека не мора по секоја цена да ги навредувам. Вие не знаете секој човек со што се денеска се бори, нели? И затоа малку стоп, тој реактивен ум, нешто, импулсивноста, да малце да ја смириме, да чекај се малку, чекај се, ајде да видам дали јас сум во право. Ама тоа е оној храбриот чекор, чекај да видам јас, дали сум јас во право. Тоа е нешто што е многу голема работа.
Да, и ова е голем процес кога зборуваме за животен процес, Ивана. Да, за вакво освестување и за ете такво анализирање на себе си, признавање веројатно за оние кои што така речеме тврдокорни, потврдоглави, ретко се сврдуваат кон себе да видат каде е грешката и дали навистина не сум во право и во што не сум во право и зошто и што треба да сменам. Веројатно се повеќе понатаму ќе заглавуваме во и ќе бидеме сведоци на вакви ситуации. Изборот е. Да, и конечно е прашањето што уште треба да ни се случи за да се освестиме малку, да се едуцираме, да ги слушаме повеќе овие работи, искуства, нешто што може да допре до нас, барем една реченица која што може да не освести, па да ги смениме тие уверувања. Ивана, ова што го кажете, навистина, што е тоа што може да не освести? Една книга, еден човек, еден збор. Јас знаете што многу ме радува? Ме радува многу што гледам дека има многу, се држат многу обуки, она што го следам на социјални мрежи, за личен развој, за, знаете како имате НЛП практичари, има будители, йога, ово, тоа за мене е радост, што значи дека секој од себе дава по нешто, да нешто од нешто почнеме да ги менуваме работите. Меѓутоа, она што јас лично, ова е мој заклучок, не значи дека јас сето тоа респектирам. Меѓутоа, знаете што велам? Можете вие да бидете слушател на некој семинар денеска, 30, 200, 500 жени, 1000 жени. Се е тоа убаво, мислам, не само жени, него нели слушатели обични, кои што сакаат да направат нешто со себе. Ама знаете, од она јас знам како оди патот, ама не сум го одел патот. Ако мене може да ме пробуди нас некој да каже нешто, мене многу реченици ме буделе во животот. Оно што рековте пред сега, нели велите, па не знам што ќе ни треба, некои се тврдокорни, колку долго време им треба да останат несвесни. Знаете ли што значи тоа? Тоа е една реченица, може ќе се повторам, ама добро да се повтори некој работа. Има велат некоја реченица, некој човек, некоја книга, некоја мисла ќе ти дојде во дадено време како порака дека тука внимавај нешто да ти кликне. Мене мислам дека многу ми кликнало кога сум ја прочитала реченицата во една книга и вели вака: ако сакаш да се менуваш, прво да се прашаш, каков човек сакам да бидам јас кога ќе остарам? Значи, како финален производ. Сум се замислила кога сум бил млада, нели, дека ќе бидам ваков, ќе растам за да стасам таков и каков станувам на крајот. Затоа што вели, на крајот, единствено ти ќе си останеш најдолго самиот со себе. Па вика, преиспитај си, дали си љубоморен, дали си завидлив, дали си зимаш се на срце, дали имаш љубов, дали си отворен, дали се радуваш на луѓето околу тебе. Ако не си таков, почни да работиш на тоа, затоа што замисли, Ивана, да остариш на 87, 90 години и да останеш тој човек со сеот свој гнев кон родителите, кон наставниците, кон општеството, кон политиката, кон работата, кон партнер, кон се. Каков човек ќе бидеш во својата најзрела возраст, која уствари е една доба на влијание, не е пензионерско доба. Ја така викам, ова не е пензионерско доба. Затоа што пензионер значи дека ја имам само сметки и зимам пензија. Не. Јас сум во својата златна доба, затоа што она што рековте пред малку, не учим од искуството. Искуството животно, патот што си го изодел, ти покажал кои начини на размислување, на однесување, на зборување ти помогнале да живееш убав, среќен, исполнет живот и да немаш во себе багаж на љубов, на љубомора, на завист, на огорченост или не дај Боже на кајање. Па тоа нема поголема клетва да го помине животот така. Така да свесноста дека животот ни е многу краток, не знаеме што се случува, дали сме денес, дали ќе се разбудиме, треба да бидеме многу свесни за тоа, дека животот е сега, на вистина го велам ова. Не е клише кој што знаат, нели, мотивацијските говорници да го зборуваат. Вистина, да речеш, чекај дали јас утре ќе се разбудам и дали вреди денеска да се распомнам и да се тепам со учителката или со наставничката или со родителот. Дали тоа вреди за мојот мир? Затоа што мирот е слобода, мирот е среќа.
Така е, да, и што повеќе така го освестуваме тоа и свесно размислуваме во однос на гневот кој што секој од нас може да го навлече за нешто, но да не го носи како товар. Како видите во подоснежните години од животот, прашањето тука јас уште по ригорозно би го поставила, ако гневот не убие до тогаш заради тоа што знаеме што предизвикува болести. Така, Да, тоа се болестите. Да, тука треба уште повеќе така свесно да се размислува. Како индивидуално, така и колективно сите сме одговорни за она кое што ни се случува и затоа е добро да ги отвораме овие теми, да не се наоѓаме навредени и да веројатно малку повеќе размислуваме од своја гледна точка, односно од себе за другите, а не за себе. И се разбира да оставиме нешто на нашите деца, при тоа да не е важна првенствено нивната среќа, а понатаму и сето на друго кое што треба да го создаваат во животот. Ми беше задоволство, Наде, за овој разговор, впрочем како и секогаш, како умилен соговорник и верувам дека допревме со овие пораки до сите наши гледачи. Тоа е нашата задача. Да, општествено да освестуваме и да зборуваме за вака важни теми, особено кога зборуваме за најмилото, за најмладото и за иднината. За идните генерации. Благодарам, посакувам убав ден и многу успехи, верувам и не се сомневам ќе имаме следни средби со вака важни теми, но верувам со попозитивни резултати и ситуации кои што ги имаме околу нас.